Опасно и тешко е пловењето по морето и за жал несреќите се многу чести, велат сириските бегалци што пристигнаа во Гевгелија. Слушнале за трагедијата во Егејското море, чии фотографии вирално се шират по медиумите и социјалните мрежи. Младата сиријка, која само што се смести во прифатниот камп, смета дека потонувањето на малите бродчиња не е изненадување, бидејќи во обични чамци се пренесуваат и до 50 луѓе. Со часови на отворено море во преполни бродови е голем ризик на кој се изложуваат илјадници бегалци секојдневно. It was very difficult. Very difficult. The sea was very hard. Yeah, our plan not in the sea, but we are not swimming in the sea, but it was very hard. 4 hours in the sea. From Turkey, very little boat, and we was 43. We have more than 10 children, babies, 2 or 3 months like this. Морската линија е најевтин и единствен избор за најголемиот број сиријци кои бегајќи од војната во својата земја се впуштаат во низа опасности за да стигнат до сигурно и безбедно место во некоја од западноевропските земји. It was dangerous. We know that it's more dangerous, but what we have to do it. They are at the war, so that we decide to go to the Germany. И денеска е раздвижено во Гевгелискиот прифатен камп. До 12 часот заминаа околу 1000 мигранти и бегалци со 3 возови, а останатите ќе се транспортираат со автобуси или со попладневниот воз. Бројот на мигранти е во постојан пораст. Изминатото деноноќие до Табановце биле пренесени 3500 бегалци и мигранти.